почиста е работа. Нема да биде втор пат казан. Казан ќе биде само тие 3 месеци, дори се исчисти. Нема да биде казан со наше, да го вреден со. Добро, значи доколку не, еве сега колешката Ели ќе ми каже, отприлика неколку збори како слиша процесот на добрата контрола, а потоа Значи, јас во мојата презентација само на кратко, значи како се одвива технички допинг процедурата, од колку чекори се состои и која е основната улога на лицето кое што е одговорно да врши допинг контрола и кои се секако одговорностите на избраниот селектираниот спортист. Во првиот чекор секако се врши избор на спортист или спортисти за допинг контрола. Постојат два начини како тоа се врши, значи може да биде изведено во тек на надпревар in competition според рандом селекција, значи селекција на спортисти по случаен избор и тоа може да биде исто така според добиените резултати од крајот на надпреварот и надвор од надпревар или out of competition и тоа било кога и било каде. Пред да преминам на следниот чекор, само да ги набројам, значи одговорностите на лицето кое што ги исполнува условите да врши допинг контрола, односно допинг контрол офицерот. Тој има за задача да го организира и да даде упатства на самиот играч за колектирањето на урината лично. Тој треба постојано да соработува со атлетот, со спортистот, кој што е селектиран и да обезбедува исто така и негови придружници, кои што се или придружници од чаперони, кои што се обучени за релевантните активности. Исто така допинг контролорот е тој што ја обезбедува целокупната опрема со која што се врши допинг контролата и документација, односно допинг формулари. Тој е тој што заедно со организаторите на надпреварите во самата хала организира допинг просторија во која што ќе се изврши допинг процедурата. Самиот тој ја изведува нотификацијата на спортистот и го информира, го известува, значи спортистот за неговите права во текот на самата процедура. Тој ја колектира, односно надгледува колектирањето на урината во текот, значи го надгледува целиот процес и додека не се добие целокупниот примерок на урината и додека не се верификуваат и комплетираат на крај релевантните документи. На крајот секако тој го пополнува, тој е тој што го пополнува крајниот документ што се испраќа во лабораторијата. Доколку има потреби од други услуги, тој треба да ги исполни. Следниот чекор, значи од кога е информиран односно од кога е селектиран спортистот, следи чекорот за негова информација, односно негово информирање. Значи самиот допинг контролор треба да го запознае, да го информира спортистот за неговите права и одговорности и спортистот треба да потпише дека е тој нотифициран, дека е селектиран за допинг контрола. Како изгледа една допинг станица или една просторија во која што треба да се изведе допинг контрола. За надпреварите in competition организаторите на надпреварот треба да се тие заедно со допинг контролорот да обезбедат, како што споменав, станица за допинг контрола. Таа треба да биде некаде во близината на салата каде што се одржува надпреварот, во близина на гардеробите на играчите. И секако треба да обезбеди една приватност на спортистите во смисла на тоа да не биде достапна за јавноста, за новинари, медиуми и така натаму. Знакот за допинг контрола на влезот на самата просторија треба секако да биде поставен на вратата на еден од двата странски јазици. И од што се состои, од што би требало да се состои на допинг станица, таа треба да има чекална, приемниот дел, значи дел за процесирање каде што се врши, значи колектирањето на урина, односно ставањето на урината во самите шишиња за откидот и секако до таа просторија треба да има тоалет.
Допинг станицата значи не смее да дели било која друга просторија, која што ќе има било која друга функција. И таа треба да, рековме заедно со допинг контрол офицерот, треба да обезбеди опрема за изведување на допинг контрола. Споменавме веќе дека треба да се обезбеди приватност, значи да нема никакво снимање, нема да има никаков пристап на медиуми, додека не заврши значи процедурата за допинг контрола. Во чекалната, самите организатори треба да обезбедат напитоци кои се безалкохолни, значи пијалоци, кои што ќе им се дадат на избраните, на селектираните играчи веднаш штом влезат во допинг станицата. Доколку постојат исто така други потреби за допинг станицата, одговорноста е на самите организатори. Значи, од кога е извршена нотификацијата, значи на спортистот или спортистите, тие треба веднаш да се јават во станицата и веднаш по нивното доаѓање во станицата се веднаш по нивното доаѓање, значи секако тие треба да бидат придружувани со нивни личности кои што може да они сами да ги изберат, дали тоа ќе биде тренер, физиотерапевт, колега и така натаму. Треба да биде исто така да биде придружен и од допинг контрол офицерот од неговото доаѓање во станицата се до колектирањето на урината и подпишување на крајните информации во формуларот. Значи, веднаш штом доаѓа во допинг станицата, треба да даде некаков документ за идентификација. Најдобро било тоа да биде пасош или ако не носи пасош треба да биде атлетска карта за да се потврди неговата идентификација. И во самиот формулар го пополнува допинг контрол офицерот, а верификацијата е врши самиот селектиран спортист, значи гледа на крајот да ги гледа сите податоци кои што се за негова идентификација, во смисло на тоа негово име, презиме, значи датум на раѓање, број на атлетска карта или број на пасош, негова адреса на живење, значи од која спортска дисциплина и така натаму. После ќе кажеме на крајот за допинг формуларот. Битно е дека на крајот и допинг контрол офицерот и спортистот се тие кои што се подписници на самиот лист за допинг контрола. Значи, каква е процедурата? Од кога ќе се земат податоците за идентификација, ќе се означи во формуларот и времето кога тоа е информиран и пристигнат во самата станица. Самиот спортист, значи, има право да избере чаша, тоа е оваа пластична чаша во која што ќе ја селектира својата урина. Значи, колектирањето на урината секако се врши во тоалет во придружба на ДЦО, значи на допинг контрол офицер или друг придружник кој што е од исти пол. Значи, битно е да даде, односно да колектира урина минимум 90 мл. Значи, потребната количина која што се бара е вкупно, значи минимум 90 мл. Доколку имаме доволно количество на урина, самиот спортист бира кит од зададените неколку китови со кои што си имаат своји кодови, шифри, и самиот го отвара китот, односно ја отвара заштитната лента. Внатре се наоѓаат две вакви шишиња, стаклени. Едното е означено шише А, другото е Б. На самите шишиња, гледате како и на ова, има одредена шифра, код, и тој треба да соодействува со оној што е на самото пакување, на самата кутија. Доколку рековме имаме доволно количество на урина, значи минимум 90 мл, по можност тоа го прави самиот спортист, само со негово одобрение, ставањето на урината, претурањето во шишињата го прави контрол офицерот. Значи, самиот спортист ги одвртува на вратките од шишето, го отстранува овој црвен ринг, ова црвена лента и сипува во двете шишиња на тој начин што во шишето Б става количина од 1/3 од колектираната урина, а во шишето А 2/3. Значи, битно е да има поголема количина, тие се означени шишиња
и многу мало количество се остава, дори неколку капки, за да контрол офицерот на крај одреди специфична урина, специфична тежина на самата урина. Значи да се види дали специфичната тежина е во рамки на нормала, дали може да се прати, дали е подобна урината за понатамошни лабораториски анализи. Тоа е доколку имаме доволно урина, значи сега на крај самиот спортист ги завртува шишињата, капачињата, добро ги завртува, многу јако ги завртува, за да на крај може да ги преврти, да се осигура дека не може да излезе од шишето урината. На крајот вредностите од од вкупното количество на урина се нотифицира, се запишуваат во одреден дел од формуларот, како и времето кога е земена урината. Доколку постои, значи доколку земеме доволно количество урина, доколку добиеме иницијален примерок кој што е помал од 90 милилитри урина, тогаш тој е парцијален примерок. Значи, што е понатаму процедурата се состои во тоа што тоа добиено количество на урина го ставаме во шишето А, со тоа што само го оставаме во ринг да стои, значи не го затвараме до крај капакот, затоа што шишето понатаму ќе се искористи за да се дополни со останатата урина. Односно, кога ќе добиеме доволно количество понатаму, се чека, значи се хидрира самиот спортист, се дават напитоци за сето тоа време во станицата, затоа може и да потрае, значи може и час, два да потрае, се чека. Атлетот има нова пластична чаша, од кога е веќе сигурен дека може да колектира доволно количество. Иницијалната урина, првичната урина се враќа во пластичната чаша и потоа оди процедурата како претходно што кажавме, кога веќе имаме доволно количество на урина, исто така се одредува специфичната тежина, со тоа што овде, пошто имавме парцијален примерок, самиот допинг контрол офицер задава свој одреден код, шифра, кој што го става на самото шише А и истиот треба да се запише во формуларот во допинг формуларот. Еве вака изгледа еден допинг формулар, значи тие 100 се оригинални, се содржат неколку примероци, има неколку примероци внатре. Значи битно е покрај податоците за идентификација да се означи времето кога е информиран спортистот за неговата селекција, кога тој селектира, значи кога тој пристига во допинг станицата, кодот на самото шише, секако се запишува, количината на колектираната урина, рековме доколку постои парцијален примерок, се забележува кодот на парцијалниот примерок. И друго што е многу битно, се зема податоци, самиот спортист битно да даде податоци за евентуална земена суплементација или било каква медикаментозна терапија во последните 7 дена. Тоа се нотифицира во одделен дел на самиот формулар и кога ќе заврши колектирањето се означува времето на завршување на процедурата, се дава подписот исто и од страна на допинг контрол офицерот, на неговиот придружник и на спортистот. Значи, битно е да се дадат овие податоци, доколку има нешто да се пријави, како што кажа колегата Стоилов, тогаш тоа треба да има веќе однапред тоа од дозволено за недозволени субстанции. Што се прави понатаму со примероците? Примероците се складираат во обичен фрижидер, се стават во одредени куфери за транспорт до соодветната лабораторија, акредитирана за анализа за допинг контрола. Понатаму, во последниот чекор во самата лабораторија, значи примерокот од шишето А е тоа што ќе се анализира за евентуално присуство на некоја субстанца од забранетата листа на лекови, како што кажа доктор Стиглов, а шишето Б ќе биде искористено понатаму за да се потврди она што е пронајдено во шишето А. Значи,
Сето тоа се прави во акредитирани лаборатории, одека ги праќаме во наши најблиски лаборатории. И сите овие 11 чекори што веќе ги проследивте, ги имате објавено на сајтот на ВАДА. Во процес допинг процедура Етагланс ги има убаво објавено, каде што објавено и дека секој спортист може да биде избран за испитување на неговата урина, примерок на урина или крв од страна на избран од страна на ВАДА и да биде или некоја друго тело да биде избрано за допинг контрола. Било каде и било кога. Од мене? Што да прашате? Драги пријатели, што се знаеме, бидејќи гледам дека некои од вас премногу добро знаат, сакам нешто да ви кажам, ќе го започнам моето предавање со една, за мене, забавна случка, состанок, кој што беше со едни ваши колеги од еден спорт, кој што дојдоа кај мене, па меѓу останатото дојде да ми објаснат како играчот нивни, кој што имал во петок температура, поради тоа што докторот не го лечил добро, односно не го лечил, не му дал инфузија, и тој играч бил малаксан, не можел да игра и ради тоа они го постигнале тој резултат. Тој скоро, пред некој ден, па дури, многу работи ќе ви бидат смешни, ама многу работи се тажни. Тажно е ради тоа што на човек не можеш да му дадеш со сила, можеш да му земеш. За да, тој другиот до него тренер ми каже, докторе, мора хемија, тоа се случува кај нас. И сега јас се прашувам да онаа анкета постава посебна средба, што ја кажа колегата Стоилов, да на кандидатите за да бидат кандидати во американската олимписка репрезентација, дека конкуренцијата е огромна. Дали по цена на оштетување трајно на нивното здравје, па дури и смрт, би учествувале над 70% од нив, би одговориле. Сега вас би ве прашал, односно би спровеле една анкета, дали и по цена да ги фатат вашите спортисти, ги санкционираат, и по цена да соштите нивното здравје, дали би дозволили, би биле лични потекнувачи на допинг и давање инфузии со цел да влезете во Лига на Европа или Лига на шампиони? Анкетите се анонимни. По дефиниција анкетите се анонимни, не се барат имени и презимиња. Односно, ова предавање за вас, поради тоа што сте една од клучните карики во спортот. Вие сте таткото на тимот, независно на која, дали сте деца, средна категорија, кадети, прва екипа и така натаму, вашето значение е огромно. Може да сватите дека може да бидете идол и да допринесете многу во детските категории, деден понатаму фудбалер стане прекрасен, одличен професионалец. Мислам дека Македонија пати од неедукација, Македонија пати од самобендисаност и Македонија пати од тоа дека сите знаеме све. Јас сум скоро 15 години специјалист по спортска медицина во спортот, а 20 години доктор во спортот. Најчесто во фудбалот, и верувајте, ниеднаш не сум дал коментар некој играч како игра. Аз сум работел со многу тренери, и домашни и странски, едноставно сум си ја гледал мојата работа. Меѓутоа, за мене падна задоволство да предавам една приказка која што е денеска многу интересна и каде што несаканите допинг случаи веќе ќе бидат резултат на ова. Суплементација во допингот, тоа го потврдува и последната Олимпијада, на која што јас бев и каде што првиот случај на позитивен допинг е најдена на биатлонката, која што не се допингувала нарочно, меѓутоа земала нешто како додаток во исхраната. Во тој додаток на исхраната, при незиното исфрлање на урината, се открило дека имало стимуланс, а тој е забравен за време на натпревар. Прво, би сакал од медицинска гледна точка да знаете кога се додаваат, односно се даваат суплементи додатоци во исхраната.
Прво треба да имате доказ, докторот треба да има доказ, дека навистина на клетката и фали. Број 2, во специјални услови како што е спортот, односно фудбалот, и број 3, кога сакаме да предизвикаме фармаколошки ефект, не нутритивен ефект. Сега, мојата анализа, и не само моја анализа, на многу други релевантни фактори од светот, прават од наследново прашање одговарат. Зошто најчесто докторите, па и вие, знаете како? Се повеќе Македонија е едно милје каде што доаѓаат многу странски тренери од Србија, од Бугарија, од не знам од каде, од све, па дури влегуваат во на многу битна алка на суплементи, па дури на клубовите им нудат суплементи како они кои биле таму, овие земале тоа, па овие правеле тоа и веќе влегуваме во многу замки. Значи, кои се основните причини зашто лекарите или пак тренерите препорачуваат давање на суплементи? Прво веруваат дека суплементот ќе го крене. Тој ергоген ефект ќе подобри неговата спортска изведба. Број 2. Се наоѓаат под притисок. Најчесто овој последниот случај ви го кажав. Замислите тие тренери, се ќе му вршат притисок на докторот и ќе му кажат ти поима немаш да лечиш. Ти не изличи температурата за 2 сата. Тоа е тажно, ама тоа е така. Значи фрустрација, дека мораш да дадеш нешто, ако не дадеш нешто ти не си, па тој други тренер ми вика, бе, хемија треба. Каква хемија, бе, човече? Во кој, каде живееш ти? За тебе Лига на шампиони Европа е многу далеко. Значи, под притисок е, мора нешто да се даде, ако не се даде нешто, не си тренер, не си доктор. И последното, на вистина тие што се бават со суплементација, ама основни поставки немаат за тоа што е спортска медицина, што е тренажен процес, што се енергетски потреби и така натаму, и така натаму. Ајде да почнеме од првата приказка. Зошто се дава? Значи, да ги подигнат перформансите. Треба да знаете, за да се даде еден обичен С-витамин или железен препарат, треба да го дадете во дози многу поголеми од дневно препорачаните. Се знае, секој елемент, минерал, во организмот преку храната се внесува толку. Се вие треба да го дадете во многу поголеми количини. Број 2. Сето тоа што го давате, например, добро е да се зема L-карнитин, затоа што ние знаеме од физиологијата на спортот и од медицината, дека L-карнитинот ќе ги мобилизира масните киселини и на тој начин нашиот организам повеќе ќе троши масни киселини, значи ќе ни допринесе во аеробните активности, ама и ќе слабееме. Тие се должат на физиолошка некои познавања, ама главно не е така. Тоа не е докажано. И морам да ви кажам, дека стручњаците, експертите од областа на спортската медицина, од кои што се сметаме ни сите овде, затоа што сите сме специјалисти по спортска медицина, воглавно не веруваат во овие и не ги докажаат. Што значи голем дел од нив се шпекулации и обичен бизнис. Единствено, ако докторот е сигурен дека му недостасува на тој спортист тоа, поради тоа што или се преголеми оптоварувањата, или он со исхраната не го внесува доволно. Во случајот со спортот, односно фудбалот. Сега на брзина таксативно, бидејќи не сте доктори, да не кажувам која субстанција што прави, ама од светот на суплементите, што све е наброено? Креатин, кофеин, натриум бикарбонат, глутамин, карнитин, бета-хидрокси, бета-бутарат, хромпиколинат, глицерол, теофилин, колострум, антиоксиданси, рибоза, протеини, аминокиселини, витамини, тука се наброени сите тие нивни својства, односно физиолошката база зашто би се дале. Меѓутоа, знаете што докажа науката до сега? Дека само креатин, кофеин, натриум бикарбонат и теофилин прават нешто поради што би ги дале. Све друго нема врска. Односно, најреферентната институција за тоа кој што навистина е апликативна. Тоа е Австралискиот институт за спорт кој што многу добро ги има поделено додатоците во исхрана суплементите
во 4 групи и ги апдетира секоја година за потребите на Австралија, а вие треба да знаете дека Австралија заедно со Америка и Јапонија се едно од најнапредните технолошко, технички, методолошки држави и да знаете дека моментално во Соединетите Американски држави се најголемите инвестиции за фудбалот. Од ресурси, од техника, од све, затоа што имаат намера да го селат во тој континент каде што влегува и Австралија. Што говори овој институт? Првата група суплементи се тие кои што може да се дадат. Не се на позитивната листа, единствено по прескрипција на доктори. Гледате што има тука. Спортски напиток, спортски гел, сладки, барови, вепрод, некој калциум, железо и така натаму. И овие од десната страна што ги наброив, кои што се докажа дека ги имаат тие ефекти. Втората група се наоѓа под научен мониторинг. Тоа значи дека само ако се сложи спортистот, може да му се даде ради тоа што науката евалуира дали тоа е така. Па видите, карнитинот е во таа група, што значи се уште не докажано дека функционира. Па пробиотиците и да не зборам за други субстанции кои што ќе ги најдете тука. Групата 3 е џабе трошење пари. Сега слушам, јас сум сега одговорен главен доктор во 3 клубови на Вардар и ракомет, мажи, жени, фудбал и ЗМА, цинк, магнезиум, тоа било ова, тоа било она, тоа е маркетиншка приказка. Ништо не прави. Тука ви е хромпиколинатот, нели на времето хромпиколинат се даваше, заменуваше улогата на, ја потекнуваше уствари улогата на инсулинот и така натаму. Значи за овие џабе трошење